Добар ден, почитувани слушатели на Македонската радио програма 335 на Бранова должина 92,3 FM мегахерци. Во денешната програма, уште на почетокот, ќе зборувам за пратениците од Република Македонија. Тоа е едно мое видување, што се случуваше изминатите 2-3 недели, односно од 16 март па наваму. А исто така во вториот дел ќе пуштам еден телефонски разговор од градоначалникот на Новаци, Љубе Кузмановски чинам, и млекарот, најпознатиот Благој Елиевски, чинам дека беше Благој Елиевски. Ќе видиме кога ќе го пуштам нивниот разговор. И мощно интересен е тој разговор, затоа што меѓу себе зборуваат како се наместени изборите или како се местат изборите. И затоа сметам дека сега пред локалните избори во Македонија да кажам збор два за тоа, бидејќи се сеќавате во Република Македонија се водеше жестока борба во 2014-15 година, од каде имаше 1.800.000 гласачи. Но најпрво да зборувам, да кажам збор два за пратениците. Без страм, без ни тронка хуманост во себе, тие се единствените луѓе во Република Македонија кои не осетија тага, жал или потреба да дадат барем еден денар да дадат. И наместо еден денар да одделат од нивните фамилии, од нивните деца, тие отидоа на одмор 2 недели. Тоа е еден голем резил, почитувани слушатели, и вие кои ме следите на социјалните мрежи, на Фејсбукот. Тоа е еден невиден скандал. Значи, тоа го нема никаде во светот. Никаде во светот го нема во една таква жолчна, во една таква тешка, траорна состојба во Република Македонија, каде што не само Кочани, не само Македонија, не само Австралија, не само Канада, Америка, Европа, дури и оние кои воопшто не ги познаваат, односно не се блиски, да кажам така, како ние што сме македонците, што загубивме 60 лица, 59 млади, од 14 години па до 35 години, и шоферот нормално на амбулантата. И згора на тоа 190 или повеќе, како што информираат од Република Македонија, 190 лица беа повредени и разнесени по болниците во светот. И замислете, 120 пратеници и 25 министри во владата на Република Македонија не се одважија да речат: ние ќе одделиме $500, 500 евра, ќе одделиме ние една плата, ќе одделиме ние половината плата, одделете, а онаа што не бевте на работа, зедовте 14 дена одмор, да седите дома, додека луѓето пиштеа, коси корнеа, очи си вадеа, не знаеа каде им се најмилите, не знаеа што да прават, по кои болници да ги носат, дали ќе можат да платат. И насекаде се собираа финансиски средства, хуманитарни акции. Во Кочани се воспостави таа една убава хуманитарна дружина од 20-30 млади деца, која се вика supportkočani.com. Секој може да донира на таа веб страница или на Фејсбукот, ќе ги најдете, значи supportkočani.com.mk. И овој мој излив, почитувани слушатели, и вие кои ќе ме следите, се разбира дека ќе го слушнат ова и пратениците. Како не се застрамите, како не ви е страм? Јас кога го направивте најголемото предавство на Македонија, кога го сменивте името со 80 гласови за, и кога ВМРО ДПМН ја викаше пуч, 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 пуч,
и тоа си помина убаво гладко, се смена името на Република Македонија во Северна Македонија, се земае од затвор, двамо од таму, и платите продолжија да си ги земаат и натаму и како Северна Македонија и како не знам каква. Меѓутоа револтот во јавноста, а особено кај нас во иселеништвото е тоа што оние кои ја водат Република Македонија, оние кои го водат македонскиот народ, македонската нација, да не покажат воопшто осеќај, некакво чувство дека фамилии беа загрозени, во црно завиени, па плачеа, па немаше весник, немаше телевизија, немаше подкаст, нема држава каде што не се пренесе таа несреќа од Кочани. И 120 суртуци да не одделат по 500 евра, а земаат 1000 евра месецот. Барем да покажевте како се води државата, да покажевте на едно хумано дело, да им се отвореа срцата барем малку на родителите, да почувствуваат дека некој има со нив, дека некој се грижи за нив, затоа што земаат плата, вие пратеници, суртуци, вие земате плата од тие луѓе што му изгореа децата, од тие луѓе што им настрадаа децата, земате плата од народот. И зошто земате плата? За да одите на одмор? Кога Македонија беше завиена во црно, вие требаше да бидете на чело кај фамилиите, да организирате хумана акција во собранието на Република Македонија, да кажевте 120.000 евра од 120 пратеници, да кажевте 24.000 евра од 24 министри на Република Македонија. И да не зборувам понатаму директори, директорчиња, арамии, а не знам и што други. Абе по милиони долари крадите. Милиони, не крадите со по $100, 500.000 долари, или 50.000 или 10.000, абе крадите по 100.000, 150.000 милиони долари, евра, крадите. Не можете да се наситите. Дојадовте Македонија и не остана пари да направите болниците, да ги реновирате, да ги реновирате пожарните, да реновирате образование. А зошто е сето тоа? Заради само вашата голема лакомост, ненаситност. Па каде ќе одите бе со 150 милиони, слушам некој си Васко Ковачевски, 150 милиони од Битола зел. Па некој друг таму на Али Ахмети внукот 180 милиони купил зграда, а човекот е само 25 години и никаде не работел во животот. А и да не зборувам, ете го Артан Груби побегнат со милиони долари. И многу други такви кои се побегнати надвор од Република Македонија со народот на тој народ. И вие, повторно ќе се вратам на вас. Повторно ќе се вратам на вас, пратениците. Покажете доблест, како еве што покажуваат. Слушам, не сум најсигурен, меѓутоа прочитав дека Црвена звезда од Белград ќе дојде во Скопје да изигра хуманитарен надпревар. Исто така прочитав некаде во медиумите дека Горан Пандев ги собира легендите на Македонија во фудбал, ќе играат во Бугарија пријателска утакмица, пријателски надпревар, финансиските средства на повредените и на загинатите деца кои загинаа, нека им е лесна земјата и нека почиваат во мир, но не ги оставате да почиваат во мир. А такви хуманитарни настани се одржуваат насекаде во светот. Исто така за одбележување ќе заборавев, бидејќи немам забележано, ќе заборавев, од памет зборувам тоа што ми доаѓа. Еден бугарски пратеник собра 50.000 евра. Еден бугарски пратеник ве исплука 120 пратеници. Самиот човекот собра
над 50.000 евра, бугарски пратеник од соседна Бугарија со која најжолчни соседни односи имаме во овај момент. Но ете, луѓето стануваат луѓе, не демони, не знам како да ве наречам, да немате толкава дебела кожа да имате, толкави дебели живци да имате, да не почувствувате жалост, да не одделите од платата, да речите, повторно ќе речам. Абе, најмалку 120.000 требаше од собранието и 24.000 од владата. 24 министри се. Па пари вие дрпате на играчка од македонскиот народ или од тие што ве плаќаат, а дел од нив се и овие од Кочани. Не сакам повеќе да зборувам, уште сакам да кажам збор два околу изборите. Сега тоа што ќе го пуштам разговорот помеѓу поранешниот градоначалник на Новаци и овај Благоја Илиевски од Битола, кој беше често пати на телевизиите во Република Македонија, бараше правда, но го зачекаа со дрога кај што расти и така натаму. Зборуваат меѓу себе како се наместиле изборите 2019 година, дури кажуваат поранешниот пратеник Васко Наумовски дали гласал за или не. Значи ќе видите, ќе слушнете дека имаат отворен влез, отворено огледало имаат на листата кој за кого гласал. Воопшто не е тајно гласањето во Македонија. Наместени се сите избори, дали се тоа председателски, дали се тоа парламентарни, или се тоа локални. Сите до едно од почетокот на независноста на Македонија до последните се наместени. И овие ќе бидат така наместени. Меѓутоа, мојата порака е, или прашање е до собранието и до владата и до премиерот Мицковски. Што сторивте вие со оние 1.800.000 гласачи? Не ли беа тие фиктивна, измислена бројка една, за која се водеше жестока борба, дека гласаат мртвите, дека гласаат умрените, дека гласаат не знам кои други личности и дека тие не се валидни и така се вместени изборите. Зошто тоа го заташкавте така наеднаш? Не е наеднаш, последните 7-8 години. За тоа нема ни збор. Откако дојде всушност на власт Зоран Заев, првиот пат, 2016 година. Каде се тие 1.800.000? Македонија, цела Македонија нема 1.800.000 жители кои се во моментот во Република Македонија или на датумите кога во Македонија се изборите, а не да има 1.800.000 редовни гласачи. И тогаш знам дека се водеа жестоки борби, знам дека се одеа по гробиштата, знам дека се испитуваа личностите дали се таму или не се одеше од град во град, од село во село, но меѓутоа тоа престана. А зошто престана? Не знам, почитувани слушатели. Не знам дали се помирија со судбината или пак како што често пати знаат луѓето да кажуваат, они од нивните редови, не од нас кои сме ние далеку, и во Република Македонија. Македонскиот народ е далеку од настаните кои се случуваат во владата, во собранието или пак во општините со градоначалниците. Тие си работат по нивните агенди, земаат плати, се мезат, јадат, пијат, ждерат, крадат пари на големо, крадат пари. Украдена е Македонија, уништена е Македонија. Затоа македонскиот народ, затоа македонците бегаат. Затоа секој ден се иселуваат се повеќе и повеќе. Петре М. Андреевски од Демихисар, Услоештица, 98 година напиша еден роман Последните селани. Значи тогаш во 90-те години остануваа последните селани. Меѓутоа јас често пати кажувам дека во селата сега се последните куќиња кои и вие знаете и сведоци се дека во Битола не можеш да седнеш во Епинал.
рипаат преку масите, преку луѓето, 25-30 глутница на пци, на кучиња. Истото тоа се случува и на плоштадот во Скопје. Тоа со очи мои сум го видел во овие два града, во другите не сум забележал. Меѓутоа, тоа е еден податок дека и селата се напуштени и од кучињата. Податокот дека има над 400 македонски села кои се пусти, ниту без еден жител, тоа се должи само на пратениците, само на владите, само на неконтролираното крадење и големата ваша алчност, затворање на фабрики, давање на тендери по роднински врски, по пријателски врски, да ти сврши работа, да запишеш ученик требало да имаш пријател, да положи некој студент треба да имаш пријател, да одиш на лекар, треба лекарот да ти е пријател, па да влезеш на болница, треба пак пријател. Зошто се мора да биде во Македонија со врски? Зошто мора да има некој кој треба да го барате? Зошто? Институциите треба да се независни и да работат како и сите институции на светот во демократските држави. Еднаш треба да ставите крај на тоа на тој ваш рамило. Сега ќе се обидам да го пуштам разговорот помеѓу Илиевски и Љубе Кузмановски, чунаме, не ме земајте за збор. Ќе видите, многу интересно зборуваат како меѓу себе, дури се обкладуваат кој за кого гласал и како поминало гласањето. Esta нешто страшно што може на човек да му се Малено, ако не ростиш на 7 лев, ти изволиш. Што ќе правиме, се ќе бойкотираме. Зашто? Ќе немаме гласове, зашто? Ама слушаш, ќе сме гледам Битола нову народбе, нову. Битола гледам во Марово. Имаше Битола за локалните и се. Еде со 200 гласа нешто поќе извадоја. Еден. А машините од 31 на 17 па. Каде е машина? Не можат поќе од 17 на нај. Ама слушай, ама зошто бойкотирајте се? Зошто? Абе, зашто овој бил, да речеме, разочаран и много се обеќаше. Најмногу мислам дека Слушај сега, види сега. Преди од Могила ми се авија и ми вели, Туле, шо правиме? Од кај Љубе сите избега, нема никој. И овој шо му беше ито избега бега. И вели шо направиме. Слушај, бе, Кисми, знаеш ти како се тепавме во Могила, јас, Киро, Гоце, како не знаеш, бе? се знам, бе. Јас се душно не знам. Не. Слушај, понесов, јас го молев Гоце, Кантар, го молев да го прими Бранко, го приме. Правевме се да направиме. Јас некои работи му и кажав на Заев Уго. Немој да ја клаиш пијаницата, клај стабилен човек. Немој. Ти ќе ми кажеш добро, за ленчето немој и да ја клади. Од тоа паднавме, а не паднавме ништо друго. И сега, гледај се ние, истото го направивме ние, Пучко што го правеше, ВМРО-вците ќе држиме, нашите нека чекат за подобро. Чекај, бе, ало, како беќа, знаеш, првен тие борците ќе одат напред. Тие, заминаа поволеки штија. Не може така ќе сме. Не може. Па јас рекам, така не јас. Има работи што јас не се слушам. Ама, Кисми, тоа е, бе, брат. Ама никој нема кажано
горе да рече, еј, што правиме со овие луѓе, ги оставивме. Слушавам у членови, што се бора 11 години работа за 10.000 плата ки сми. Јас некои правам повети со Белградско управи делење. Овако, 40 милиони евра делење има добив. 20 електростатски филтери ќе ги инвестира. Другите, не мора 40 да видат на добивка, нека видат 30. Другите 10 работи луѓе. Што правя на 625 луѓе во еден ден пример 2012. Ние се заебаваме 5 души, 7 души, 10 души, 10 души, 15. Ке ми дат мене еден во општинската палаца. Така, што праваме седе? Со 20 треба да се скарам. Браво. И сега 30. Ние се третиот пат, ние се значи, решиш. Луѓе, ние се научили. Не знам. Слушайте се, ако видат мене согласно со општина, што се вам да се граски. Пред парите на општината во Замко, за плата. Така. Нема мене да се и какво ми е плата па шведи. 700.000 ми остава. 10 души слушат 300-400.000 кадрали плата. Плата ще 4 плата. Десет велики алати. Средно стои беше 10-20 души. Слушнав дека още ми избори, овие што ги напикаат курте мурте во рек ќе ги пуштале. Што се со договор? И што се во рек не будат решени. Дека заедно летнече дека сите што се преку агенција, државата се дека му се даде решение, а не во место ќе се зема друго. Пример, во рек има сега. Ама не, че никај таму што прима некој не гласа, ќе сми. Знам. Не, па тие, јас слушнав дека ќе се пуштале од работа. Да му заврши договор и ќе пуштат. Не, ќе му продолжат сега за ден-два, 27 кога е. Кога некој ќе ги продолжат за месец дена договорите и после да му дат решение. Не ги пуштат. И сега кај мене, имам 25-6 преку агенција. Што некаш не гласа. И оди. Се, да баш чекеливчи да монорат си има, на изборите. Тие не се двамро наши се. Не си го право. Чекай се, слушниме сега. Лазо имаше 980-90 гласа за локалните. Сега Вамор има 960-970. Значи, истите гласа ги има. Истите гласа ги има. Поморовец не излега и да му понищи лично. Излега и гласа. Истите гласа ги има. А кај се нашите од 760 до 1100? Ама кај ти се, ама не ти излегоја пак тебе. Тие што не излего. Тие што излего е гласа за Важичко. Ама слушаш, тој трајче, што го имаш оставено, тој гласаше за ВМРО. Против тебе гласаш. Тоа од градешница. Од градешница? Ама ми рекоа дека тој избрал да се незвезден. Не, ете гласа за ВМРО. За ВМРО гласа е. Може. Васко, слушај, Васко Наумовски ти гласаше за ВМРО. Не мислиш, слушај се да ти кажа.
Чуе? Слушај се. Сите три имаше Васко за Пушеновска. Слушај. Ти кажа текница. Слушај, ти ми кажа некни дека она ги чкртна. Човек што премногу живее со него, што премногу живее, јас му да молим те вака и вака праша го. Ваши. Като ми го беше рече, најгоре таму го видеа. Сега осте, ти кажа, 100%, Васко Невадичко беше. Слушај се, ти ми кажа дека му обележавме да видиме дали ќе гласа Васко. Слушај се, чуе. Ние му го бележале. А? Ти од комисијата. Гледај се. Комисијата. Да види за кој гласа, дека се напишува. Не важи што било. Ти сми, слушај се, брат. Јас чуем, значи, во мене нема лака, значи, тоа се не сум ти излашен. Уштив човек, му направише го Васко. Васко Наумовски гласал за Гордана. Слушај го, Душко. Може. Не. Кој го рекол така? Да, го рекол. Јас му да молим те, прашам за кој гласаше, мола. За кој гласаше. И рече ќе прашам, или рече ќе ви кажам точно. И го прашам, му рекол, гласав за Гордан. Не. Слушај се, знаеш зашто те бара, почето? Ми се јавихме, каде е баш лако. Абе, ама не ти. Ти ја рекол sad ти сме ќе прашам, ми се јави баш лако. Или ама не го пиши, не го пиши, или... Тоа беше разговорот помеѓу Љубе Кузманов, граничник на Говаци, и Душко Илијски, мекарот да тоа познати од дека. Еве, почитувани слушатели, вие ми следите и после тоа ќе видите како, значи, дури ливчињата ги прегледувале комисијата, политичките партии, значи, од А до Ш се е наредено и се знае кој за кого гласи, ќе гласа. Ако не гласаш за нашите, од работа те бркаат. Мора да гласаш за вашите, да влезеш на работа. И затоа Македонија е донесена до овде, затоа што народот, гласачите не знаат, односно уплашени се. Уплашени се како некој пиле од орел, кога ќе го брка, како некој гулап од орел кој ќе го брка. Така е уплашен македонскиот народ од ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ и другите политички партии, големите партии. Не гласаш за партијата, нема работа за тебе, нема живот за тебе, куферите мораш да ги земиш, нарамо, празни, тоа што можеш да ставиш, ќе ставиш, ќе замениш низ Бугарија или низ Хрватска од некаде, па во Европската Унија или пак во далечните земји овде кај нас во Австралија, што потешко се доаѓа, Нов Зеланд исто така, и Америка или пак Канада. Ова мора да се прекини, ова мора да му се стави крај на ова обележување кој за кого гласал. Гледате дека ги разголија Лазе Котевски, мечката, ние го викавме од Новаци. Се знаеме ние, јас сум од Оптичари и ние сите се знаеме. Та биле од Битола, та биле од Новаци, Оризари, Градешница и тие и од Могила што беа кантаровци спомнати. Сите ние се знаеме со фамилиите. Впрочем, и сме роднини со некој од нив. Но исто така пак еве тоа што го прават овие големците, во наводници така да ставам, големите личности што го прават тоа, што манипулираат, што крадат, што ја доведоа Македонија до банкротирање, што го променија името, што се исели македонскиот народ и од една прекрасна, убава држава Македонија да стани ова сега што е една нива неорана, орница една, која не е орана со години, наместо да се зафатат со работа и да почнат да живеат како и ние што живееме овде со една плата. Па да видиш како се печалат пари во Австралија за 30-50 години.
да видите како се исплаќа куќа со една плата или со две плати понатаму. Во зависност, може мажот да работи, жената е дома, ако има дете едно, две или три, мора да седи дома да ги гледа. Па да видите како се исплаќа. Исто така прашајте како гласаме ние овде, а како гласате вие таму. И зошто е тоа носење со автобуси од едно село во друго, од еден град во друг град, од трет град, покажувате мускули, покажувате колку имате. Тие што ве сакаат, ќе ве сакаат. Тие што ве неќат и ако гласаат за вас, пак ќе ве неќат, ќе ве колнат, ќе бидете проколнати. Но нема да ушам повеќе, повторно ќе се вратам на она каде што најмногу јас трагично го доживеав. Се сеќавате на програмата во вторникот после 16-ти, не можев да ја водам со солзи, ја водев со плачење. И како повторно до пратениците апел на крајот од овој мој говор. 120 пратеници сте, покажете пример. Соберете 120.000 или повеќе од тие 120.000. Затоа што во собранието има многу вработени. Затоа што во владата на Република Македонија има многу вработени. Одважете се, направете една хуманитарна акција за помош и бидете лицето на Македонија. Вие сте лицето и огледалото. Меѓутоа, со вашите 2 недели земен одмор, вие сте опачината на Македонија. Вие сте ѓонот на Македонија. Не сте вие лицето на Македонија. Одважете се, вие 120 пратеници таму, кои сте наместени, не сте избрани од народот, вие сте наместени. Еве, спрема ова што слушнавме. Меѓутоа, земате плата бадијала. Во разни комисии сте таму. Патувате низ Европа, не знам кај одите, министри, ова, она. Одважете се, направете една хуманитарна акција, соберете финансиски средства, бидејќи вие можете тоа да го направите. Можете вие да го направите. Јас знам дека можете да го направите, само треба да се одважите, да не сте клети, да речите 1000 евра ќе доделам јас, таа фамилија го загубе чедото, јас ќе загубам 1000 евра, не се ништо, ќе ги заработам следниот месец. Луѓето изгубија деца. Од што загубија деца? Заради трулиот систем на Република Македонија, кој не работи од одзгора па до портирот, од портирот до премиерот. Значи, насекаде требало со пари да се купува или пак да се работи. Исто така работеше оваа штала од диско со финансиски средства, платени градоначалници, платени полициски началници, платени полицајци, кои никогаш не извршиле. Каде е инспекцијата, пазарната инспекција, па и другите инспекции, да извршат, да видат дали тој објект, дали е способен за да прими 200 души, а овие примиле 600-700, некои велат и повеќе, без разлика колку се, меѓутоа штетата е голема. Повторно ќе речам, сега ќе ви се обратам со културно почитувани пратеници, почитувани министри, премиере, одважете се од джепот, пикнете раката во джепот, извадете 1000 евра. Не губите ништо. Луѓето ги загубија најмилите за секогаш, а парите се враќаат и се надоместуваат повторно. Затоа апелирам да направите една хуманитарна акција, да се одважите, да бидете пример на македонскиот народ, на македонската нација, да бидете пример за помош, за работа и да се види дека навистина таму сте со желба да им помогнете на сите. А особено во моментите како што беше Кочани март 16-ти.